Кривична пријава против Крешник Бектеши, предизборно, излегувајќи надвор од неговите ингеренции, се мешал во работата на полицијата. Екс-министерот на денот на изборите преку мобилната апликација WhatsApp му пратил порака на началникот на Охридската полиција, реагирајќи, како што дознаваме, за одредени активности на полицијата, која ги испитувала пријавените сомнежи за изборни нерегуларности. Началникот на Охридската полиција добил порака од Бектеши во момент кога полицијата проверувала наводи за злоупотреба на лични податоци, односно за прибирање податоци од избирачи. Министерството за внатрешни работи сега поднесе пријава против поранешниот министер за економија за кривично дело попречување на правдата. За ова тешко дело, кој според полицијата Бектеши го сторил на ден пред изборите, кривичниот законит предвидува и затворска казна од минимум 1 година. Кривичната пријава е поднесена поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело попречување на правдата. Пријавениот на 7 мај оваа година од својот мобилен телефон преку една мобилна апликација испратил порака на полициски началник во СВР Охрид со која коментирал преземање на законски полициски мерки и истражни действија. Се обидовме да стапиме во контакт со екс-министерот, но тој не одговараше на повиците, а се огласи преку Facebook. Политички прогон. Целта на заплашувањето нема да ви помине. Како координатор на Европскиот фронт во изборна единица 5, добив информација дека на денот на изборниот молк, шефот и членовите на персоналот биле контролирани од СПБ Охрид. Бектеши ценел дека полицијата треба да обезбеди фери демократски избори, затоа му испратил порака на началникот на Охридската полиција со следната содржина: секоја ви чест, јаки сте, срамота треба да ви е да се занимавате со млади лица. Ова е отворен обид за политичка одмазда кон партијата која го институцијализираше достоинството на албанскиот народ во оваа земја и да го замолкне гласот на албанскиот народ со враќање на заработената држава. Стои во делот соопштението со кое се огласија и интегративците.